Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат се шетам по улиците на Сараево. Градот е прекрасен, меѓутоа тоа мене што ми го привлече вниманието се символите по сите згради. Ние живееме во свет на символи и символите несвесно ни го одредуваат нашиот живот, затоа што нашиот мозок ги впива тие символи со самото тоа што ние ќе ги погледнеме. Па така, ако приметите, ние сме бомбардирани со символи, меѓутоа сегашните символи се повеќе од комерцијална цел, значи сите тие аптеки, сите тие хладилници, сите тие коцкарници имаат светли светла на нив, и тоа има улога да те привлече на кај нив, односно да ги запаметиш, додека порано символите имале сосема друга улога, односно тие директно влијаеле на начинот на живот, така да представувале заштита од надворешни фактори, представувале заштита од болести и најчесто служеле да ги плашат лошите ентитети, односно не влезат во куќата. Така да, шетајќи низ овој град кој што има многу стари градби, како и повеќето градови низ кои што сум прошетал, ги приметувам сите тие символи. Символите се мистични, длабоки и секако се уште не го разбираме нивното значење. Некогаш сме го разбирале, сме го имале тоа знаење, меѓутоа сега е изгубено и за нас представуваат само објекти, а некогаш представувале извор на енергија и на расположение. Па ајде да одиме на една мала прошетка низ улиците на Сараево и преку тоа што ќе го видите, кажете ми дали осетивте нешто за овој град и дали општо осеќате некаква енергија кога сте во одреден град, односно дали има разлика од енергијата во еден град до енергијата во друг град и зошто мислите дека е тоа така, зошто енергијата е секаде различна, кога градовите навидум сите се со иста структура, односно централно место, плоштад, бетонски куќи и згради. Меѓутоа енергијата е различна. Зошто е тоа така? Прокоментирајте, доколку имате и вие некое мислење, јас со задоволство би го слушнал. А сега уживајте малку во Сараево.